благодарам на општината, на градоначалникот, председателот на советот кој што е денеска со нас. Заедно во нивно присуство, јас сум овде присутен со заменик председателот на владата, господинот Хазбилика, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, министерот без ресор Самка Ибраимовски, пратеникот е овде и многу други политички фигури во нашиот општествен живот, со конечна цел, со здружени сили, веднаш да му помогнеме на нашето население. Денеска на втората владина седница донесовме 3 одлуки. Првата одлука е за формирање на комисија која што до вечер треба да биде правно формална комплетно изготвена под ингеренции на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство за излегување на терен од утре за да ги утврди сите штети кои што се настанати врз земјоделските посеви по нивите на граѓаните од Порој и целојот овој регион. Еден дел од граѓаните случајно живеат од тоа. Морат брзо да се утврдат штетите за да отпочне постапката за надомест на штети. Втората одлука е за формирање на владина комисија под ингеренции на министерот за транспорт и врски, генералниот секретар на владата, Центарот за управување со кризи и неколку други ресори кои што се надлежни за оваа работа, е комисија за утврдување на штетите врз инфраструктурата. Тоа е речното корито, тоа се улиците, мостовите урнисани за брз пристап на населението и враќање на нормалниот живот, кој што навистина за 50 куќи овде е целосно изолација од нивниот пристап до нивните куќи. Целта е брза интервенција, промптна, за да може веднаш брзо да го вратиме во нормала животот овде на граѓаните од овој дел на Тетовскиот регион. Истовремено, третата одлука која што донесовме, го задолживме министерот за транспорт и врски да ги земе сите тие документи како што се програмата на UNDP преку општина Тетово аплицирана до владата, за да пристапиме кон трајно решение како превентива за не повторување на ваквите појави кои што често се случуваат токму на оваа локација во Порој. Се работи за интервенција уште горе во планините, на речните зафати, наносите кои што мора да бидат спречени преку возобновување на браните, кои што постоеле порано, а сега веќе не се постојни, и сето она кое што ќе значи амортизирање на големите наноси на вода кои што се случуваат при вакви појави на дожд, кои што се од поголеми количини. Целта е покрај веднаш брзата интервенција за расчистување на сите овие проблеми кои што се појавија со дождот, но и паралелно отпочнување на целата постапка за превенирање и повеќе да не се повтори она што се случува токму во овој дел. Како заклучок донесовме решение да веднаш кога комисиите ќе бидат готови со своите записници, да одржиме состанок со председателот на местната заедница, кој што е денеска овде со нас, со дел од локалното население и општината, во владата, за да ги констатираме сите конкретни решенија од делот на исплата и надоместок на штетите, од делот на инвестирање и враќање на инфраструктурата повторно во нормала и во делот на план или динамика за реализација на студијата од UNDP, која што општина Тетово има аплицирано во владата, и сите други решенија кои што може да бидат еден сублимат на едно трајно решение на овој проблем со кој што се соочуваат граѓаните веќе години наназад. Ако порано знаевме да кажеме дека води кои што течеле за 50 години повторно ќе се повторат, еве и климатските услови, веројатно и природата ни враќа на некој начин, мораме да бидеме подготвени со трајни решенија кои што ќе го нормализираат животот и ќе ги отстранат сите оние стравови од граѓаните кои што ги имат при секој еден мал дожд. Денеска граѓаните рекоа дека еве и денеска дури се плашат, облачно е времето, што ќе се случи ако има повторен дожд, дали ќе пливат сега и домовите и куќите или слично. Брзата интервенција значи отстранување на тие проблеми и секако планското планирање ќе значи отстранување да не се повтори повторно. Повелете со прашање. Интервенира централна и градска власт и кога се очекува да се расчисти овој нанос и да биде проведен пат? Значи, втората комисија, која што е за инфраструктурата, треба да ги направи проценките на штетите на инфраструктурата и да употреби целата механизација која што и стои на располагање од државен аспект. Општината веќе интервенира со своите механизации, со сите своји ресурси кои што и постојат на располагање. Мислам дека е Центарот за управување со кризи или Дирекција за заштита и спасување. И исто така вградена е вклучена комплетно со целата своја механизација која што може да помогне од овој дел на Македонија. Целта е да ги се искористат сите потенцијали кои што постојат во општеството, државни и општински, за да брзо ги решаваме проблемите на граѓаните.
Друго прашање дали има? Нема за темата. Штом и комисиите веќе ќе бидат утре на терен, согласно одлуките на владата, ние ќе можеме да ја дадеме уште посилната интервенција од страна на владата. Навистина, Дирекцијата за заштита и спасување веќе е на терен, општината е на терен, сите се активни во тој дел и гледате и противпожарните станици се на терен сите и државата со нејзиното вклучување верувам дека ден поскоро ќе се расчисти и ќе се враќа во нормална животот на граѓаните од порој. Која фила ќе биде заменикот на Зврлевски? Да, и дали подржувате некоја специјалните обвинителки да биде на негово место? Јас мислам дека ниту јас, ниту било кој политичар треба да има вмешување на политички амбиции во делот на идниот државен обвинител. Целта е да почнат реформите од секој аспект, од кои што знаете дека една од најзначајните реформи се реформите во правосудството. Првото значајно исчекорување во реформите во правосудството е експертското решение кое што треба да биде поставено на местото државен јавен обвинител. Од тука ќе покажеме колку на вистина сме подготвени како општество да ги отпочнеме реформите со конечен ефект независно правосудство, независно судство и независно државно обвинителство. Јас не алудирам ниту размислувам за вакви решенија, ги очекувам решенијата да излезат на површина согласно процедурите кои што ќе се одвијат. Тие процедури отпочнуваат штом заврши постапката за разрешување на државниот јавен обвинител господинот Марко Зврлевски. Јас се уште се надевам дека тој ќе го убрза и ќе го олесни процесот со поднесување на оставката. Ние денеска ја почнавме процедурата со барање на мислење до Советот на јавни обвинители за разрешување на господинот Зврлевски. Верувам дека и тоа е да ја вратиме правната држава, да ја вратиме да функционира законот еднакво за сите, да се вклучиме сите и да помогнеме во ваквиот процес. Штом ќе бидат отпочнати процесите за номинирање или постапката за избор на државен обвинител, ние ќе отвориме дебатата на многу транспарентен начин. Очекуваме експертски решенија, очекуваме мотивација на квалитетни луѓе кои што ќе се фатат со костец, а ќе имате шанса да испишат и своја лична историја преку историјата за Република Македонија во функција на враќањето на правната држава. Само малку. Работните групи веќе работат. Работните групи веќе контекст имаше денеска најавена и лидерска средба, ни кажа дека е одложена, дали ќе има утре, пошто им најавена е. Еве вака. Еден дел од лидерската средба се случи по телефон. Еден дел од лидерската средба ќе се случи утре, но ние сме само тие кои што ги даваме насоките пред се во форма на формирање на работните групи, комисиите кои што треба да носат одлуки, час поскоро да се номинираат функционерите кои што ќе ја преземат одговорноста во соодветните институции, за да можеме да се зафатиме веднаш со работа. Имаме одлична соработка, меѓусебното разбирање на високо ниво, помеѓу сите партиципенти и партнери во владеачката коалиција и верувам дека ќе изнајдеме максимално квалитетни решенија за сите позиции, водејќи се од императивот дека стручноста на човекот, подготвеноста да биде сервис за граѓаните, ќе биде приматот при одлучувањето за сите позиции. Докаде постапката за Чавков разрешување? Постапката за Чавков ја очекуваме на некоја од следните седмици, веројатно веќе на наредната, која што редовно ќе се одржуваат секој вторник во 12 часот, да ја разгледаме во функција на промена на раководните кадри во Министерството за внатрешни работи, мислам на директорот на БЈБ и на директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање. Именувањата на заменик министрите, докаде е процесот? Почна разговорите, јас дадов насоки на работните групи како премиер. Мене ми се важни овие позиции заради тоа што тоа е дел од првиот тим на секој ресор. Министерот, после него е заменикот, па е државниот секретар. Намерата не е заменикот да го заменува министерот тогаш кога тој е надвор од државата, туку да го фати еден аспект од неговото функционирање во самото министерство и сите како тим да работат во извршувањето на задачите и исполнувањето на очекувањата на граѓаните. Насоките се дадени, квалитетни кадри очекуваме. Не ми е важно која политичка партија или граѓанска група или експерт ќе биде на одредени места, важно ми е квалитетот на човекот што ќе биде даден. Согласно тоа очекувам силно подржување на првите луѓе во самите министерства во функција на побрзо решавање на проблемите на граѓаните. Уште едно кратко. Има информација дека во понеделник ќе имате првата официјална поседа во Брисел ко премиер на Македонија. Дали може да ги потврдите? Еве, јас сум среќен, веќе е потврдена информацијата, не е заокружен
секој сегмент на посетата, но тоа што се знае во функција на транспарентноста ќе го објаснам, веќе е потврдена посетата со комесарот Хан. Во моментот таа ни е најважна заради тоа што треба да го постигнеме договорот на првите реформски приоритети со кои што ќе се зафати владата согласно ПРИБЕ извештајот и итните реформски приоритети, како и согласно извештајот на Европската унија. Ние веќе тимовите се подготвени, сме со засукани ракави и подготвени да се втурнеме во процесот на работа. Се надевам дека ќе оствариме средба и со други високи представници на Европската унија, како што е Јункер, како што е Туск, можеби господја Могерини, за да можеме генерално да ги сублимираме сите очекувања на високите институции во Европската унија, за да работите кои што ќе се спроведат во Република Македонија бидат прецизни, бидат точни, бидат навремени и согласно очекувањата граѓаните, но секако и на Европската унија. Така да, еве, првата официјална посета надвор од Македонија моја, на потпредседателот на владата Бујар Османи, на министерот за надворешни работи и неколку советници околу нас, ќе биде на Брисел, на Европската унија. Веднаш после тоа, веројатно следува посета на една од соседните држави. Јас верувам дека тоа ќе биде Република Бугарија. Зошто? Заради тоа што Република Бугарија ќе биде претседавач со Европската унија од 1 јануари, а е целосно подготвена да и помогне на Македонија како свој сосед во интегративните процеси. Самите вакви најави значат засилена активност, сериозно мотивирана прво внатре во државата, со помош на пријателите од Европската унија, со помош на соседите на Република Македонија, да ја придвижиме силно Македонија кон полноправно членство на НАТО и на Европската унија. Благодарам на сите.